Пеколните температури ги испразнија скопските улици. На само 15 километри од главниот град е кањонот Матка, каде што температурата е пониска за неколку степени. Кога одевме нека излетничкото место, прва дестинација ни беше Сарај. Да видиме што покажува термометарот таму. Температурата беше 37 степени во 13 часот. Кога пристигнавме кај кањонот, таму веднаш се почувствува температурната разлика. Матка е преполна со посетители. Многу не решија да се справат со летните горештини и жешки од градски асфалт. И да дојдат тука со ладен пијалок или сладолед покрај водите на реката Треска, да уживаат во природните убавини на кањонот. Дел од посетителите често доаѓале тука да го поминат времето во природа и покрај вода. Забањава. Донесовме и кубачи, печкари се и крема за сонце. Ме бендисва местото и скоро секој месец сум тука активен. Попријатно ми е тука него во море. Свежо, убаво да седиш, фамилиарно да шеташ. Овде е поубаво. Не е многу топло, као град, ама супер е. За разладување, за одмарање супер е. Дојдовме да се разладиме, многу топло. Тука е убаво, има туристи многу и тоа. Ќе ни покажеш ли како се разладуваш ти? Да, ајде одма. Големата посетеност носи и профит. Угостителите и тезгаджиите велат дека имаат многу работа, особено за време на летните месеци. Многу имам, од цел свет. И што најмногу седе, што најмногу се порачува? Ајварче, тавче, гравче, скаричка, овчо сирење, домашна пита, патлиџан домашен. Па сега е сезоната, овие 20-30 дена треба да има. Се продава нормално. Ама задоволни сте? Доволно. Покрај туристичките групи, младите и бројните семејства, покрај реката Треска решија да се разладат и партиски активисти. Со десетици маси и столчиња во два реда ги затекнавме членовите на Алтернатива, кои се дружеа со добра храна и пијалок. Организираме настан со активистите на Алтернатива, еден викенд настан во кој ќе се дружиме заедно тука. Имавме една прошетка низ кањонот Матка со чамси со така и сега наред е еден пикник со активистите, се собираме вака. Прекрасната Матка е рај за очи и душа, но дел од граѓаните посочуваат дека надлежните не инвестираат и не се грижат за природните богатства. Условите што ги имаме, сака секој да дојде тука, ама кај да идет, кај да се паркират, прво и нема и со извинение нема тоалет. Државата нема инвестира ниту еден скршен денар, а општината ниту пак не сака да слуша. Иако паркингот е бесплатен, на некои места тоа не важи. Може да ве дочекаат диви наплатувачи кои ќе ви бараат пари за да го паркирате вашето возило.